Пуста беше сета строгост, сите казни, сиот ред, кога во главата најнадено ќе ви се јавеше тој бран, големата вода. Проклет да бидам. Илјади мали, светли отворчиња тогаш се јавуваа над зидот, гледаа преку него во водата. Земени, маѓепсани. Гледаш отворче до отворче, болска. Тоа беше најчуден, најмагичен лавиринт. Обидете се, пронајдете го погледот на детето каде го пробило од зидот. Управата секој ден вршеше ревизија, казните беа строги, отворите се цементираа на самото место. Слепци. Каква полза од цементот, кога веќе час подоцна никнале уште 1000 такви места. Едно време управата, за да се ослободи од овој проблем, организира општо уништување на прозорчињата. Лично оваа акција ја раководеше Аритон Јаковлевски. И никој веќе не се сомневаше дека најпосле и на овој проблем ќе му се стави точка. Кога од некаде пак, кој знае кој пат, се јави незиниот глас, рече: "Хајдете", ни довикна, "што сте замрзнале, одете, тоа е Сентерлевиот рид." Уште истата вечер 1000 нови отвори ѕиркаа кон големата вода. Поглед кон езерото. Тоа беше крај на март и почеток на вистинската пролет. Но можеби тоа беше крај на пролетта, можеби пак доаѓаше летото, проклет да бидам. Никој не знаеше во кое годишно време живеевме. Суви ветрови летаа низ небото, оган. Можеби беше некое непознато годишно време. Но тоа беше оној ден кога ја нарушивме наредбата на татенцето. Среде ноќ, искористувајќи го сонот на другите, ќетеновиот син дојде до мојот кревет. "Леме", ме пробуди. "Малечок Леме, дојди." Ми мавна со рака и, не чекајќи на мојот одговор, безшумно како мачка исчезна во ноќта. Иако не знаев каде, и ако ја знаев цената на таквата дрскост, станав и појдов. Без збор тргнав по ќетеновиот син. Сиот дом беше потонат во онаа позната глувотија. Пустелиски мир што секојдневно владее над гробиштата го имаше притиснато домот. Само од време на време некој некого бараше во сонот, пладаше некој од децата, без одговор. Домот беше мртов, одвај дишеше. Насекаде наоколу се ширеше стравот, непознат, голем страв. Во домот секој ден стануваше се понеиздржливо, поневозможно. Единствено место каде што можевме да поминеме малкото слободно време беше дворот, вам веќе познат, и појасот околу зидот. Иако тој дел и припаѓаше на општата домска површина, за нас тоа место беше дел од зидот. Тука, во тоа парче се собираа речиси сите деца. Како isfрлени стари предмети можеа да се видат на куп децата во тој предел крај зидот. Тоа место поправо беше ловиштето на татенцето. Проклет да бидам. Ловиште на дивеч. Од тоа место си приготвуваше печено, како што самиот љубеше да се изразува. Овде се одвиваше најголемата трговија, се склучуваа сите договори, се донесуваа судски одлуки, некои се разбира правеа и план да го минираат зидот. Тука се случуваа сите работи што подоцна се спроведуваа во живот. Контрабандата се развина мртво, се тргуваше со се што ќе се најдеше, од петлица до игла. Во последно време најбарана беше Богородица. Тоа беше некоја малечка сликовница. Никој и никогаш не можеше да објасни од каде и како беше створена во домот. Малечка сликовница на која беше прикажана една мощна привлечна жена во различни пози. Проклет да бидам, тоа беше секс. Забите да ти заиграат. Требаше само со едно око да се види и зрабците бргу да се ставите во џавовите. Гледајќи ја таа слика, дури и ние глувчињата ги подкревавме опавчињата. Проклет да бидам, сладко беше да се гледа сексот. Некако беше примамливо, убаво да се гледа во откриените, полни гради на жената. Тоа ти беше вистински секс, чесен младенски збор. Се колнам и денес некого го тријат рацете. Што не стори татенцето да дојде до сликовницата, што не истрга од појасот речиси сета трговија не ја оплячка, но до сексот никако не успеваше да стигне.
Умре од мака и тој и сето управа. Секој сакаше да дојде до сексот. Ама Богородица ја чувавме како очите. Во тој поглед владееше длабоко единство. Сексот се чуваше како нешто најважно. Колку пати татенцето ненадевно ќе дојдеше, колку пати демнеше, ама се попусто му беше. Кога ќе се појавеше татенцето, сите деца уште повеќе се набиваа во црното клопче и сексот беше спасен. Пропаѓаше в земи. Потоа клопчето мигум се размотуваше и секој одделно сосема сам појдуваше по некаков свој правец. Најчесто како шугови се прилепуваа над зидот и почнуваа да ги тријат плеќите. Проклет да бидам. Ако можеше да се знае што имаше тогаш во малото главче подпрено над зидот, тогаш веќе тоа не е во домот, се колнам. Јас речиси секогаш бев сам од кога не разделија со новиот син. Чина ми тој се чувствуваше многу осамено. За сето време не посакував да бидам ниту птица, ниту титан, ниту пеперутка. Иако летот од пеперутката од се најмногу го сакам во животот. Сонував за сосема невозможни работи. Сонував за еден малечок, проклет да бидам, колку едно око малечок отвор над зидот од каде ќе можам да ја гледам водата, да го слушам нејзиниот добар глас. Толку многу верував во силата на големата вода, верував еден ден таа ќе дојде, ќе го удри зидот, ќе го однесе и ќе му рече доста си ги држал затворени. Така ќе му рече и потоа ќе го збрише, ќе го земе во нејзините добри, светли преградки. Проклет да бидам, се ќе стане вода. Немаше ден по неколку пати да не го изадам зидот околу наоколу, барајќи го тој процеп, тој поглед кон големата вода. За сите тие векови поминати во домот, јас не сакав за ништо друго да мислам, ништо друго не ми требаше. Сите задачи ги исполнував без љубов, без вистински интерес. А потоа пак само таа мисла, кој знае по кој пат како прекршен се влечев крај зидот. Го барав тоа малечко отворче над зидот, иако знаев дека тоа беше бетон, цврсто граден зид точно за вакви прилики. Кога мислев дека е сето тоа само привидување, болест, сон, новиот син ме зеде за рака и молчејќи ме поведе кон таванскиот дел на зградата. Иако бевме одделени, тој го видел мојот сон. Знаеше каде лета моето срце, што бара тоа низ зидот. Проклет да бидам. Видел. Не треси се, шепна. Ако се плашиш, ќе не откријат. Стегни ги забите, не туку звекоти. Не се плашам, реков. Студено е, замрзнувам. Леме, рече. Другар, рече новиот син со такво чудење што не можеше да ја запре смејата што му надојде тој час. Така смејќи се, виткајќи се од смеја, заборави на казните. Со двете раце сопирајќи се смејата, рече: леме, проклет да бидам, не се родил поголем шегаџија од тебе во целиот свет. Знаеш ли во кое годишно време сме влегле, кутро момче? Знаеш ли дека е вистинско лето? Август, најубавиот месец во годината. Рече и уште повеќе гргна да се смее, како некоја планинска чешма, силно и незапирливо. Престани, го молев, обвинувајќи се себе си за стравот што ме гризеше. Не можам, рече смејќи се, ти си страшен, леме, и да сакам, сега не можам, другар. Морам добро да се изнасмеам, инаку ќе умрам. Такво нешто одамна не сум чул. И повторно прсна во силна смеја. Студи, рече, леме, ѓавол еден. Знаеш ли каде сме, го подсетив. Знаеш ли што ќе не чека ако не фатат? Тој немоќно мавна со рака. Мореше да се смее. Сиот се смееше како ѓавол, и со лице и со очи, со се смееше новиот син. Попусто беше да го молам, тој докрај ќе се смее, цел еден век ќе се смее. Се колнам, додека и последната капка не му истече од срцето. Проклет да бидам. Тој од се срце се смееше. Веќе добро го запознав новиот син. Ништо не значеше казната. Со никаква наредба не може срцата да ни ги разделат. Очите да ни ги заградат, да не се намигаат. Мислите да не разговараат. Срцето да не го слуша гласот на големата вода. Таа далечина нас уште повеќе не сврза. Проклет да бидам. Таа далечина. Јас се него го познавах како свое.
Каде да беше меѓу децата, очите веднаш ќе го откриеја него прв. Неговата смеа ја имав во мене, еднаш дури скапо ја платив. Беше за време на ручек и некој ѓаволски се пошегува со тоа како татенцето го шмукаше расолот. Имаше обичај за ручек да испие цела една порција расол. Тоа го правеше со такво маесторство што човек мораше да се превиткува. Мустаќот на 300 метри му мирисаше на расол. Му пожолте како стара туршија. Смејата се пренесе през коканица од дете на дете. Што се смеете? Од некаде ќе новиот син се довлечкал под мојата мас. Речи ми жити мајка малечо клеме. Лошо ме заколна. Заборавајќи дека е тој незадржлив смејач, му реков: Смук, погледни го татенцето. Кој можеше потоа новиот син да го запари да не се смее? Ох Боже. Аритон Јаковлевски ги ококорави очите кога не виде заедно. Рече: Пиленцава сладки, гледај што гледам. Не веруваше, се исчудуваше. Гледај, промрморе. Слетале голубчињата мои. Уште се шегуваше татенцето. Страшен беше Аритон Јаковлевски, роден за шега. Од каде ви е заедно? Наеднаш пресече. Од каде толков оптимизам? Мислеше на новата смеа. Добро си мислеше Аритон Јаковлевски. Јас за се подробно признав, зашто знаев новиот сини да го убијат не би рекол ни збор, не би предал. Го оставив ручекот и без збор тргнав кај другарката Оливера Срезовска. Извршувањето на казните сега беше поделено. По лесните случаи старчето му ги препушташе на помошникот управителот, другарката Оливера Срезовска. Таа пак, ќе морам еднаш со неа поподробно да ве запознаам. Таа имаше свој метод на казнување, совршено подруг од тој на татенцето, но по суровост беа мошне блиски. Другарката Оливера не си ги валкаше рацете, таа со каиш по грб, а на сето тоа правеше една многу грда женска работа. Удре и штипни в срце да те изгори. Проклет да бидам в срце да те изгори. Ако плачеш, се исчудува зошто без причина се лигавиш. Не ти излегло ниту крв, ниту око, а се дереш. Чекај тогаш уште малку, барем да има причина за солзите. На тој начин казната се вдвојуваше. Паметна беше другарката Оливера Стрезовска. Ваквата казна се разбира беше во нешто и потешка, во подлоста со која се извршуваше. Оливера Срезовска сето тоа до ситница го имаше обмислено. Да многу пати децата зажалуваа што не направиле некој потежок престап, барем психолошки ќе беа мирни во рацете на татенцето. Вака не само што ќе го јадеш истиот ќотек, туку и душата ќе ти се истопи премислувајќи што и како ќе постапи во моментот со тебе помошник управителот, другарката Оливера Срезовска. Нејзината душа гореше за власт. Таа секој ден стануваше се посуров човек, се изродуваше во тиранин. На таквите луѓе не на ум не им паѓа колку се ништожни, штетни. Напротив, живеат со надеж дека тие се оние заради кои се уште грее сонцето. Меѓутоа, имаше и светли мигови во срцето на другарката Оливера Срезовска. Во слободното време се оставуваше песни за деца. Проклет да бидам, песни. Те молам престани, му реков на Ќејтен. Пред некој ден во управа видов нов каиш. Добро, рече најпосле Ќејтеновиот син смирувајќи се, но немој повеќе да ме смееш. Не, му ветив, нема да те смеам, не разбирајќи со што толку сум можел да го засмеам. Тогаш да поидеме, рече, влечкајќи ме низ мрачниот и сопајажи на полн таван на домската зграда. Тој одеше како низ поле, се движеше како низ најпознат пат, се чинеше со векови одел по тој пат, го познаваше. Сите пречки толку вешто ги совладуваше и истовремено толку добро ме водеше, што во часот помислив да не е нешто опфатен од духовите. Проклет да бидам, духовите, водните духови, тие да не го маѓепсале да не ме води покрај зазиданите прозорци, како господар на таванот се молктеше низ него. Проклет да бидам, тој тоа и беше, господар на таванот. Таванскиот простор го знаеше напамет, сигурно тука пред тоа 1000 пати доаѓал. Се колна, 1000 пати досега го нашол тоа место. Кога најпосле застана, тој со некој подруг глас, со некој глас што не го познавав, ми рече:
Малечок Леме, слушај ме добро. Ќе работиш тоа што ќе ти речам. Проклет да бидам. Тоа беше сосем друг глас. Чина му гореше. Малечок, сега ќе мораш да ги затвориш очите. Тоа беше наредба. Сето тоа го рече со таков глас, што не смеев да го препрашувам. Мирно ја исполнував секоја негова наредба. Си ги ставив дланките на очи. Замижав. Добро, му одговорив, мижам. Кејтеновиот син помолче, како да се премислуваше еден час. Оставаше впечаток на човек што се нашол пред голема одлука. Со оној ист глас рече: верувај ми, Леме, рече тивко, како да ги кинеше зборовите од својата душа. Верувај ми, малечок, еден век мораш да останеш така на тоа место. Биди човек, Леме, ништо не е тоа. Проклет да бидам. Само еден век. Јас сето тоа го примив со онаа чиста и длабока љубов што се има кон пријател и другар. А освен тоа, неизмерно многу ми се допаѓаше неговиот начин на кој ги изведуваше сите слични работи. Кејтеновиот син беше еден од оние ѓаволски старци што можеа да гледаат 1000 километри пред себе. Божем, сета далечина беше собрана во неговите очи. Еднаш веќе беше доцна ноќ, далеку на небото виде бледа светлост, далечна светлост. Рече: тоа е звезда што паѓа, Леме, што гасне, што умира. Сето тоа го виде пред да падне звездата, што јас морав потоа за се да му верувам. Кејтеновиот син гледаше како Господ. Што ли сега гледаше? Каде ли ме водеше со затворени очи? По 100 пати во миг ми доаѓаа сите овие прашања. Не верувам дека сето тоа потреа толку бесконечни векови, но кога ме ги стави своите раце на моето лице и кога ги зедем моите во неговите, кога најпосле ги отворив очите, јас само за малку што не крикнав. Пред моите очи, како во најубав сон, се откриваше целата површина на езеро, големата вода. Проклет да бидам, тоа беше големата вода. Големата вода беше пак толку блиску. Се колнам, таа беше во нас. Јас ја прегрнував како нешто најмило во животот, а таа доаѓаше се поблиску, со светли бои, со илјадници гласови, со многу векови тажење. Требаше 100 векови да се остари за да се зачува детството. Кејтен, шепнав. Сакав сета тага да му ја соопштам, но не требаше. Тој беше во мене. Го знаеше сето мое срце, секоја моја мисла. Тој како да ми беше близнак. Цел живот како да сме биле заедно. Проклет да бидам. Цел живот. Биди човек, малечок Леме, ми рече. Биди човек, здржи се, не сме веќе сами. Покажуваше кон големата вода. Биди човек, малечок Леме. Големата вода ги повтори неговите зборови. Биди човек, малечок Леме, и стегни го срцето. Молчи. Прости, му реков на мојот пријател. Прости, Кејтенов сине. Голема водо, реков бришејќи си ги солзите. Повторно се чувствував слободен со своето лошо име Лем. Чувствував како се раѓа сентерлевиот рит, како одам по него, како се качувам и како таа не била залудна работа. Проклет да бидам. Верував. Кејтеновиот син, разбирајќи ја мојата мисла, рече: слушај, Леме, слушај мало, будалче, ме прекори. Ова место никој не го знае освен тебе и никој не смее да го има додека не го заслужи. Слушај, малечок, уште додаде. Сега само јас и ти го знаеме ова место и немој да си го издал. Ова место мора да се заслужи, Леме, рече многу сериозно, предупредувачки. Што значи, прашав, некој нешто да заслужува? Да, рече, како да знаеше пред тоа што ќе го прашам. Ти тоа не го разбираш, Леме, но еден ден ќе го разбереш. Еден ден по неколку илјади века се ќе се дознае. По колку века? Реков како да не сум го чул. По колку века се ќе се дознае? Не смеј ме, Леме, рече Кејтеновиот син. Не прави се поумен од колку што си, не прави се дека се можеш да знаеш. Се позамисли малку и вадејќи раката од својата шилеста брада, секогаш раката му беше на брадата прилепена, мавна со неа свртувајќи се кон големата вода и со мощне весел глас рече:
Се обложува малечок дека вика, ти не знаеш и со што си го заслужил ова место. Нели Леме? Рече и ме загледа со своето убаво светло око. Не, искрено му одговорив, но сигурно сум го заслужил. 1000 пати сум имал право на него, сакав да му речам, но замолчав за да не го засмејувам. Ми се допадна малечок Леме, рече самиот сакајќи да зборува. Ми се допадна уште оној час кога падна на земја. Една горчлива насмевка му прелета преку лицето, кога беше во правта. Мислам кога ја подигна главата од правта и кога му рече на татенцето, зошто не тепате? Ние бевме крај големата вода, проклет да бидам. Тоа беше храбро малечок. Таква храброст уште не сум видел. Може би мрмореше малечок. Но тоа беше храбро. Никој друг не можеше такво нешто да измисли, да рече. Тоа ме додржа на нозе малечок. Но не е тоа Леме, не е тоа пријател. Не, ѓавол си ти Леме, најголем ѓавол. Потоа си ја почеша својата растурена црвеникава коса, дива како кај јарињата и насмевнувајќи се рече. За нешто друго го заслужи ова место Леме. Го заслужи за сите оние денови што не се истави од зидот, барајќи го оној процеп за да дзирнеш малку кон водата. Мислам, она зидиште нема место каде нема твое окце. И што бараше малечок Леме, рече ставајќи ми рака на раме. Го бараше ова место и ете, сега го имаш. Биди среќен, си го заслужил да го имаш Леме. Тоа е твое. Рече и како враг се лизна низ таванот, оставајќи ме сам на тоа место. Како тој миг и самиот да се претвори во дел од таа вода, потона во ноќта. Еве, еден од најрадосните векови во домот, проклет да бидам. Тоа беше најрадосен час во мојот живот. Признавам, ниту тогаш, ниту подоцна веќе не доживеав еден таков радосен век. По еден таков миг можев да издржам секаква казна. Од тој еден животот во домот сосема ми се промени. Ме напушти толку заканувачкиот страв што беше вселен во секое катче во домот. Повторно можев да мислам на Сентерлевиот рид, на оној ритот каде се раѓа сонцето. Проклет да бидам. Тоа беше радост.